Добре вечер, почитувани гледачи, добредојавте во петочното издание на Што мисли народот, во кое што ви најав уште пред 2 дена дека ќе имаме гостин. Пополнената ни беше неделата со гости во четврток и во петок, ќе биде и во понеделник. Но до понеделник има време. Имаме денеска гостин со кој што ќе разговараме за актуелните политички состојби и го имаме човекот кој што се чини во последно време од опозицијата, од Штипјан е најмногу експониран со изјави во јавноста, со активности и пред републичките, пред централните медиуми, и сега го имаме кај нас како штипјанец кој што најде време да се врати од одврските во Скопје и да биде наш гостин. Станува збор за господинот Благој Бочварски, кој што е во Комисијата за транспорт и врски на СДСМ, оние комисии кои што беа формирани, меѓутоа и член на извршниот одбор на партијата. Реков и еден од ако говориме за Штипјан и најекспониран во последно време, мислам дека ќе се согласи господинот Бочварски, некако експониран во последно време со изјави, со активности. Добро вечер. Да, добро вечер, благодарам за поканата. Втор пат сум во вашата емисија и секојаш ми е драго кога гостувам на локалните, односно регионални медиуми кои што потекнуваат од Штип, за да се со цел да ја запознаеме јавноста за тековните случувања во политичката состојба во Република Македонија, да разговараме за проблемите и за нивно разрешување. Што се однесува до мојата активност, точно е дека во последниот период како се на некој начин разгоре политичката битка, така и партиите ги ставија во погон своите луѓе, своите функционери, оние кои што ја предводат и раководат партијата. Социјалдемократскиот сојуз не е исклучок од тоа. Ние сме спремни постојано и се бориме за конечно враќање на слободата и демократијата, затоа сме толку упорни, затоа она кое што сме го зацртали уште пред 2 години, не отстапуваме и се бориме постојано на најразлични начини, меѓутоа начините пред се фер и демократски, преку демократски принципи и услови да дојдеме до избори на кои што на едни фер и демократски избори ќе дојде до промена на оваа власт. Во ниеден момент не посакуваме да има некакви други сценарија, иако бевме обвинувани за тоа на големиот митинг, најголем во историјата на Република Македонија, кој што се одржа на 17 мај во Скопје пред влада, каде што бевме обвинувани дека ќе тргнеме на влада, немири, насилен начин на рушење. Сепак покажуваме дека Социјалдемократскиот сојуз ќе ги исцрпи сите можности за на фер услови, во фер услови, на фер борба да дојде и да ја промени оваа недемократска власт. Така, бидејќи сте во Комисијата за транспорт и врски, на тоа ќе проговориме, меѓутоа бидејќи сте член на извршниот одбор, неизбежно и оваа висока политичка сцена да ја фатиме, која што се чини влегува во некоја завршна фаза. Меѓутоа јас би најпрво би запрашал како се толкува тоа што обвинувањата најчесто на адреса на опозицијата и една теза која што се некако се форсира е дека СДСМ сака без избори да дојде на власт. Значи цело време говорите да на избори, а сепак се форсира една таква теза. Дали е тоа специјална војна против опозицијата на некој начин? Се согласувам дека е тоа еден вид на специјална војна преку провладените медиуми, сеење на магла, меѓутоа опозицијата покаже и докаже. Не бараме да владееме ниту со ВМРО-ДПМН, ниту да дојдеме на власт без избори. Она што случува денеска или техничката влада во која што учествуваат 2 министри и 3 заменици министри не е начин на владење со ВМРО-ДПМН, туку е начин да една техничка влада која што ја бараме подолг период ги спроведе изборите за да бидеме гарантор за тие избори и ние како опозиција и власта, бидејќи имаме серија на докази дека изборите беа нефер, недемократски, нерегуларни, како што не доликува на една нормална европска демократска земја. Затоа го баравме и тоа беше едно од клучните барања, покрај другите барања кои што ги поставивме уште пред 2 години некаде, откако завршија изборите во 2014 кои што беа парламентарни и претседателски избори. Тие барања полека се исполнуваат, гледаме дека оди тешко, ВМРО-ДПМН тешко се откажува од она кое што го приграбил во овие 10 години, меѓутоа ние сме трпеливи, не дозволуваме да избие револт, конфликт меѓу граѓаните, да почнат протести и така натаму, она што говорев пред малку. Сакаме на демократски начин
да на маса да ја расчистиме оваа ситуација, да покажеме дека хибридни режими, како што има денеска во Македонија, може да се срушат и на фери демократски избори. Од тука можам да ви потврдам дека изборите ние ги баравме и тоа јавно го знаете, ние ги побаравме изборите некаде лани пред една година, председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски излезе веднаш на еден собир во Борис Трајковски салата и изјави дека избори нема да има, да не се плашат нивните членови, и изјави дека нема да има техничка влада, изјави дека нема да има министри од опозицијата во таа влада и доколку има дека ВМРО ДПМН пак нема да учествува во таква влада. Еве гледаме дека се од тоа што кажа се исполни спротивното и тоа е добро. Не дека не ќе да покажуваме триумфализам над Никола Груевски со таа работа, сакаме да покажеме дека победил на некој начин разумот и дали се должи на одреден притисок или не, сепак конечно можам да кажам дека полека се исполнуваат условите и со специјалното обвинителство како институција и со Државната изборна комисија, кои што се формираат сите полуги за организација на едни фер и демократски избори. Се уште не се исполнети сите услови, затоа велиме дека на 24 април нема услови за избори. Нема услови. Добро, одиме со еден гледач кој што не чека на линија. Добро вечер, повелете. Ало, добро вечер. Добро вечер. На телефон студентка од Свети Николе во Штип. Повелете. Огромен поздрав до гостинот. Сакам да кажам дека секојдневно се соочуваме со трендот на иселување на млади, но не поради синдромот на Каракамишева, поради невозвратена љубов, туку баш напротив, поради лошите политики, негледањето просперитет, невработеноста и лошата економска ситуација. Моето прашање до вашиот гостин е кои се мерките на СДСМ за да се намали, односно спречи овој тренд на иселување, особено на млади и особено овде од источниот регион. Така, добро, благодарам на јавувањето. Да, околу програмата исто така можеме што е предвидено таму, бидејќи една од работите кои што ги потенцира СДСМ дека заминуваат многу млади. Благодарам за прашањето за гледачката. Драго ми е што млади луѓе се вклучуваат во оваа дебатна емисија со прашања, токму прашања кои што ги тангираат младите во изминатиот период и опасноста од иселување на младите и изгаснување на некој начин на нашата држава и на нашата нација, бидејќи постојаното иселување на младите покажува еден лош тренд и покажува дека Македонија останува земја на стари луѓе. Има едно истражување кое покажува дека во сите европски земји лицата над 60 години го сочинуваат населението со околу 12%, а во Република Македонија лицата над 60 години се околу 20% од населението, што значи дека многу повеќе имаме стари луѓе останати овде, на кои ќе оставиме оваа држава. Што може да ги задржи младите во Македонија? СДСМ има цел сет на мерки. Покрај она што не го докажав уште еден податок дека оваа година се иселени 78.000 млади луѓе, а во последните 10 години 626.000 луѓе претежно млади, покажува дека во Република Македонија моментално има околу 1.600.000 жители. Нашите мерки се поголем број пред се во бизнис секторот, со помош на бизнис секторот и помош за отворање на бизнис на млади луѓе, не со повратни кредити како што ги даваат сега, туку со неповратни кредити од 10.000 евра, каде што 20 милиони евра годишно се тоа ќе се одвојуваат од државата за бизнис идеи на млади луѓе по 10.000 евра неповратен кредит. Значи тоа ќе биде помош од државата за почнување на бизнис со неколку услови потоа да се вработат еден, двајца или тројца луѓе во таа ново настаната компанија или фирма. Значи има мерки предвидено, бидејќи не знам како би прокоментирале да го слушнеме гледачот, па како би ги прокоментирале оние работи. Еве Груевски денеска излезе и најави вработување директно на 100 студенти, најдобри стипендии и мерки за вработување на млади. Ги прокоментирате и нив, само да го слушнеме гледачот, заедно со тоа да го прокоментираме и тој дел. Добро вечер, повелете. Добро вечер. Добро вечер. Поздрав до министерот за транспорт и врски Бочваров. Другар Бочваров, еве сега вие потекнувате од Штип. Сега на локално ниво. Прислушувањето, информацијата од прислушувањето меѓу вашиот бивши колега Јанакиевски и премиерот Никола Груевски за патот Штип Миладиновци за провизија од 5%, околу 9 милиона евра
па малку да го протолкувате, а исто и провизија има и кичево Охрид. И таму провизијата, и за тоа меѓутоа ево локални патриоти да бидеме за нашиот дел на локално ниво Штип, Миладиновци, патот. Сега една друга работа. Во Штип има неколку диви градби. Само да ви посочам една. Една вака. На 16.6.2014 година Сдруженијето на пензионери на општина Штип и Карвинци поднесува барање за реконструкција и доградба на стариот ресторант во касарната Илинден. Тоа е локација во Дермен Чивлик на 16.6.2014 година. Меѓутоа, на 30.7.2014 година решението се одбива од Комисијата за урбанизам и од градоначалникот на општина Штип. Понатаму. На 15.9.2014 година се одобрува решението на Сдруженијето на пензионерите за реконструкција на постоечкиот објект за ресторантот. Меѓутоа, сега за реконструкција подпис Комисија за спорт, односно за градба, за урбанизам и градоначалникот. Сега, меѓутоа, сега се гради Старски дом. Старски дом се гради со 5 ката. Најголем криминал, а инвеститор е Сдруженијето на пензионерите, околу 1.200.000 евра. Тендер никаков. Документација има. Ова го кажувам од податок што сум јас член на тој инициативен одбор од Сдруженијето на пензионерите. Сега и вака, друга градба. Само пократко, побрзо да имаме време да го говориме. Дозволете. Ајде, само пократко, побрзо. У реду е. Меѓутоа, ево сега, министерот е овде на локално ниво да ги запознаеме граѓаните. Па дали да и веруват или да не и веруват гласачите? Ево, ова е за тоа, Тони. Која е другата градба, ајде? Другата градба е Трговскиот центар и после поголемата градба Порта Пролет. Так. И сега најголемата градба и најголемиот криминал на градоначалникот река Отиња. Зошто зборам река Отиња? Ниеден од Комисијата за урбанизам, ниеден архитект не е земен како надворешен член, па да се приспитат водите на реката Отиња, дали тоа ќе постои или не постои, само прајње на пари. Меѓутоа, ние како постари штипјани ја знаеме река Отиња. Еден саат ќе дојде, меѓутоа ќе направи пустош. Так, а парите си одат, а дека одат парите, не знаеме. Благодарам многу на јавувањето. Значи, кажавте некои работи кои што ќе бидат во домен, ние и така и велиме, практично нашиот гостин е министер во таа, би се рекло влада во сенка и од Комисија за транспорт и врски. Режија, до првиот блок на реклами немаме гледачи за да одговориме и да ги прокоментираме овие работи. Значи, прво на она што претходно го споменав, она што Груевски го најавува, вели, вработување на 100 најдобри студенти. Млади амбасадори, освоени медали да им се даваат пари, изградба на нови скейт паркови во Штип, Кавадарци, Охрид, Тетово, возобнување на уникатен отворен амфитеатар и така натаму. Значи, некако ќе има борба околу младите, сосема очигледно со овие предлози. Како ги коментирате нив, па потоа да преминеме на другите? Па добро, јас само ќе поставам исто како вас едно прашање, каде беше Никола Груевски 10 години да ги обезбеди овие придобивки за младите, што ги ветува сега? Дали му беше малку период од 10 години да оствари неколку добри проекти за младите или овие сите што ги најава сега, па сега му текнало дека сега е потребно ова? Да ве потсетам, пратеничката група на Социјалдемократскиот сојуз во собранието постојано бара бесплатен превоз за студенти и ред други придобивки за младите,
Меѓутоа, кога Груевски виде дека ѓаволот ја однесе шегата со младите, после излегувањето на младите на масовните протести кои што се случија пред една година во Скопје на студентите, сега му текнува дека треба да се сврти кон нив. Меѓутоа, ова нема да можем да кажем дека единствено е дел од фолклорот на предизборието кој што се најавува и нови шарени лаги на Никола Груевски. Одговор на прашањата на гледачот. Во првото беше поставено прашање за провизиите. За автопатиштата што се прават, да. Верувам дека сите граѓани беа запрепастени од она што го слушнаа од проектот Вистината за Македонија. Тоа беше еден проект со кој што ги запознавме граѓаните, сакавме да слушнат, да се уверат во тоа што го говориме во изминатите неколку години за тоа како владее ВМРО-ДПМН и слушнавме дека како се договараат провизии. Она што можам да кажам дека во наредниот период по превземањето на власта од страна на Социјалдемократскиот сојуз, ние ќе направиме детална ревизија и детален преглед на сите можни договори, подпишени, склучени, кои што се не само во овој дел со патиштата, на секаде. И спорните закони кои што се донесуваат на некој начин во собранието, по скратена постапка, ќе направиме детална ревизија и се она што и штети на оваа земја ќе го вратиме назад или ќе го подобриме во оној дел. Ветуваме дека парите на граѓаните ќе се вратат. Она што го едно од нашите клучни ветувања е дека парите кои што се украдени, а според некои анализи се околу 5,5 милиарди евра изнесени пари од Република Македонија, ќе ги вратиме на граѓаните назад. И она што го вети председателот на Социјалдемократскиот сојуз Зоран Заев, на дека СДСМ ветува изградба на еден споменик на Триумфалната капија, тоа е бројченик кој што ќе одбројува секогаш кога ќе се вратат одреден број на милиони евра назад во државната каса при продажба на одреден имот или така натаму. Тоа е се за незаконски стекнатиот имот. Значи се што е законски е чисто и да нема се разбереме околу, барем да бидеме јасни околу изградбата на автопатиштата. Значи ли тоа дека ќе се доведат во прашање самата изградба на автопатиштата или само начинот на кој што се финансираат? Апсолутно не. Социјалдемократскиот сојуз програмата е готова, значи како Комисија за транспорт и врски, тоа беше во делот кој што јас го раководев, ветуваме изградба на 600 километри автопатишта и експресни патишта. Тоа е само еден сегмент од делот на патиштата и ветуваме до изградба на сите отворени почнати патни правци. Кредитирањето, доколку е склучено законски или доколку е поволно, ние ќе продолжиме со тој начин на кредитирање и со тој начин на изградба, меѓутоа оние пари за провизии се надворот од изградбата на патиштата. Така, парите кои што се украдени од политичарите или од функционерите, тоа што не е легално ќе се врати. Меѓутоа апсолутно патиштата, ние 10 години зборуваме дека треба да се градат патишта, а не споменици. Затоа што патиштата се взаемно поврзани со економијата. Ако имаме добри патишта, имаме и економија. Вака парите ни одеа во бунар, во вода, каде што имаме непродуктивни трошења во Република Македонија преку изградбата на спомениците. Така, и што околу дивоградбите, дали нешто ќе се преземе? Добро, значи она што можам да го кажам е дека многу контраверзии се случуваат околу владењето на локалната власт во изминатиот период во општина Штип. И се согласувам дека касарната, бидејќи сум архитект по професија, таму нема урбанистички план, бидејќи е тоа касарна, така е било уште од времето. И сега врз база на каков документ прашуваат граѓаните, се гради објект кој што е со 3-4 висини над она што е било постоечко. Тоа не е никаква реконструкција, туку е надградба или доградба. Да речем, тоа значи дека треба детален урбанистички план и по кој законски норми се гради тој објект. Околу пензионерите имаме ред на други малверзации, можем да ги кажем, и при изборот на председател на пензионерите на таа институција, каде што со обезбедување ги бираа кои луѓе треба да влезат и да гласаат за председател на пензионерите во Штип. И така што можем да кажем дека доправа следи она што треба да се истражува во овој случај. Исто така и во она што е многу видливо за трговскиот центар, кој што има бројни представки од граѓани, има кривични пријави, така што ова е нешто за кое што Социјалдемократскиот сојуз дава поддршка да се истражи до крај и доколку има нешто незаконско, не сакам да навлегувам бидејќи ги немам сите информации, податоци, документација, доколку е законски е во ред, меѓутоа после ваква прашина која што се крева,
мислам дека тоа треба сериозно да се изанализира. Ако има нешто спорно, секој треба да си ги сноси последиците. Така, режија, време е за првиот блок на реклами по кој се враќаме со прашањата на гледачите и со анализа на она што ќе се работи и што е во програмата на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Од 25 јануари до 10 февруари, цели 22 среќни денови во Марвел. Попусти до 60% на твојот совршен пар. Кај нас сами го бирате вашиот попуст. Ве очекуваме. Стара чаршија, Штип. Марвел. Во тек е изградбата на моментално најлуксузно деловниот стамбен простор, Порта Пролет во Штип. Објектот се издига на стабилна новоизведена подлога по проект на Градежен институт на Македонија и експертиза од доцент доктор Јосиф Јосифовскиот Градежен факултет, која воедно е зголеми и стабилноста на соседните објекти кои се изградени на растресито и нестабилно земјиште. Вградените највисоко квалитетни материјали може да се забележат на лице место, пошто оваа зграда се разликува од останатите. Големата количина наставена арматура и високи марки на вграден бетон ја прават една од најасеизмичките згради во регионот. Доколку сакате квалитет, економичност и луксус во едно за трајно решение, не чекајте, контактирајте ме. Одличен начин за подарок за денот на жената, 8 март и незаборавно патување за вистинско доживување. Автобуски аранжмани од 39 евра. Милано, модната престолнина на Европа, со Лјубљана и Венеција. Букурешт, со Брани Брашов и гратис излет до Снагов, каде ќе ја слушнете познатата приказна за грофот Дракула. Атина, древниот светски град со гратис излет до Пиреја. Сараево, град кој шармира со миксовите на културата, со Мостар и Мокра гора. Златната Прага со Карлови Вари и Виена. Најпознатиот туристички центар Златибор со Тара и Мокра гора. Или пак Белград, Солун, Софија, Боровец, Врњачка бања, Лутраки. Авионски и индивидуални аранжмани. Изберете го најдоброто за вас. Информации на ferialkashikov.com.mk или на 032 394 001 во Штип и 02 31 31 001 Скопје. Каде и да одите, не заборавајте со себе да го понесете Виватап, единственото и оригинално средство за подобрување на водата од чешма насекаде во светот. Не стравувајте од можни инфекции, не се обтоварувајте со дополнителни товари купени вода во пластични и стаклени амбалажи. Вие во вашата рака го имате вистинското решение за здрав и сигурен одмор. Виватап е лесен за транспорт и употреба и кога сте надвор од дома. Пите вкусна и свежа вода и уживајте со Виватап. Во населбата Сењак, во приземјето на најубавата зграда во Штип, се отвори и најубавиот маркет во градот, Стандард. Стандардно највисок квалитет и стандардно најниски цени. Стандард маркет. Кибела, најдоброто од мајката земја. Вкусно и здраво, природно сушено овошје и зеленчук на планински воздух. Агромакс Бирово во сите маркети на Китго, генерален партнер за Источна Македонија. Агромакс, едноставно природно.
Посетете ме. Мебел. Јумис. Акумулатори топла. Најдобриот избор за вашето возило. Откуп на стариот акумулатор, стручна монтажа и проверка на вашето возило. На едно место, во Ивал Трейд Штип. Да се биде најдобар е предизвик, но и голема обврска кон сите потрошувачи кои го очекуваат само најдоброто. Затоа Прумес и после години работа мисли на вас. Секој вторник и петок 5% попуст на целата палета сопствени производи. Прумес во Виница, Кочани и Штип. Абе, прсти да изедеш. Прумес. Во месецот на виното и љубовта ви го најавуваме миленикот на сите генерации, Желјко Самарџич. Спектакуларен и незаборавен концерт, 13 февруари сабота, Арена Борис Трајковски. Билети преку купи карти за се, Југотон, Цветјара Розеверо 2 и сите локални места низ Македонија. Организиран превоз од сите градови. Ексклузивен гостин, Наум Петрески. Еве назад и веднаш со гледач кој што го имаме на линија, вие ги диктирате содржините и прашањата. Добро вечер, повелете. Ало, добро вечер. Добро вечер. Сакам да го поздравам вашиот гостин Благој Бочварски и сакам од нас младите од Штип да му ја давам целосната поддршка и мислам дека младите кои што останавме овде во државата овој пат нема да ја направат истата грешка и да ја дадат поддршката на ВМРО ДПМН. Знам дека овој пат СДСМ ќе биде победнички и со програмата ќе се подобрат условите најпрво за младите. Вие ги видовте ли денеска проектите кои што ги најавува Груевски? За Не. млади, еве денеска објави. Не сме во тек. Добро, не сте видели. Добро, баш ме занимаше за коментарот. Благодарам на Иваните, ова е само поддршка. Да одиме ние во тој случај со еден дел кој што е исто така битен да го опфатиме пред прашањата на гледачите. Договорот од Пржино оди кон своја реализација, меѓутоа повеќе се чини како да се кочи. За медиумите како и двете политички партии да сакаат да ги стават под своето таков печаток се добива, се расправа без поддршка од новинарите. Зошто се кочи толку медиумите и што се случи со другата точка, проверката на избирачкиот список? Така остануваат уште тие две точки од договорот од Пржино кои што апсолутно мора да се исполнат во целост. Договорот од Пржино е единствен договор или единствена шанса за излегување на Република Македонија од оваа политичка криза и излегување од овој хибриден режим. Начин на кој што можеме како држава да излеземе од оваа криза. Ние како Социјалдемократски сојуз сме спремни целиот договор од Пржино кога ќе се исполни да одиме на избори, бидејќи ние ги баравме тие избори. Договорот од Пржино не се согласуваме да се исполнува парцијално или она што му одговара на некој од 4 политички партии кои што преговараат таму, да си земе што му одговара од договорот и да одиме на избори. Ајде, тука или таму да прочистиме нешто од избирачкиот список и да одиме на избори. Таква работа нема да дозволиме, бидејќи овој пат сме убедени дека само на овој начин ќе стигнеме до фер и демократски избори, приближни услови за фер и демократски избори. Во однос на избирачкиот список можам да кажам дека иако ВМРО ДПМН зборуваше неколку дена или можеби недели дека ние не ја прифаќаме методологијата, сепак во моментот кога ВМРО ДПМН ја потпише таа методологија, ние за неколку часа после тоа ја потпишавме истиот ден. Дали претходно ВМРО ДПМН ја немаше потпишено? Ја немаше потпишено. Бидејќи мене една работа ми се наметнува, зошто СДСМ тогаш чекаше од нова година, еден месец загуби што не ја потпишуваше. Мислев дека е потпишено од другите, дека само СДСМ не ја прифаќа таа методологија. Ние имавме одредени забелешки во делот на тоа како амандмански да го подобриме начинот и методологијата која што е предложена од председателот на Државната изборна комисија, меѓутоа на крајот кажавме дека доколку ВМРО ДПМН ја потпише, веднаш ние ќе потпишеме се со цел да не бидеме обвинувани дека ние како партија избегнуваме избори или
веднаш ја подпишавме и можем да кажем дека веќе од понеделник ќе почне проверката и прочистувањето на избирачкиот список. За таа проверка, според председателот на Државната изборна комисија, за таа методологија се потребни 85 до 90 дена за прочистување на избирачкиот список по таа методологија. Имајќи во предвид дека после тоа се потребни уште 30 дена за проверка од страна на граѓаните на избирачкиот список и за печатење, тоа значи дека доколку варијантата што ја заговараат ВМРО-ДПМН за 24 април, треба до 5 март да биде завршена, доколку сакаме избори на 24 април. До 5 март, од денеска, 5 февруари, имаме 30 дена. За методологијата која што предлага ДИК се потребни 85 до 90 дена. И затоа ние велиме, не е тоа наша желба, доколку ДИК каже дека државата спремна, списокот е спремен, ние утре можеме да одиме на избори. Како политичка партија сме спремни, како опозиционен фронт. Меѓутоа, нема да дозволиме да биде изманипулирана оваа операција која што е многу важна, бидејќи во државата живеат околу 1.600.000 жители, ама немаме попис, не можеме тоа да го да го докажеме. Од прилика живеат 1.600.000 жители, а на списокот имаме 1.800.000. Така, ќе продолжиме за ова, само да не чека гледачот, бидејќи не сум видел речеме јавија дека веќе сме имале. Добро вечер. Добро вечер. Поздрав до емисијата. Благодарам, повелете. Викаме ВМРО правиле споменици. Па они знаеш колку споменици направија коридорот 10, стубовете останаа така, ни пруга се направи ни ништо. Вика дека се плачкало, се кардело, се. Па они сите банки ги оплачкаа кога беа они на власт до 98 година. Дојде ВМРО 98 година до 2000-та, па траже исто така како сега што прават предвремени избори, војна направија. Дојдеа на власт до 2006 беа на власт. После тоа изборите кога беа од 2006 година, тогај ВМРО победи. Кај ни беше Стапо и Орао. Тогај, значи, списокот беше чист, а сега не е чист списокот. Секои 2 години тражите избори. Нели е срамота трошка на државата? И вие мислите за младите. За какви млади? Вие ги затворите фабриките. Какви млади мислите ви? Вие не мислите и за тие што беа вработени. 3 пати правите по 25 загубари. И вие ќе кажувате дека мислите за државата. Так. Каква држава? Знамето свините, името свините. И сакате федерализација направите на државата. Така, добро. И прашање да поставите во ред за мислењето, само ако можете и прашање да поставите евентуално. Ало? Дали би сакали? Се праве тука, се гледа, се работи. Така, повелете само уште прашање да поставите, бидејќи добро ги кажете размислувањата, прашања поставете ако сакате и ќе добиете и коментари и одговор. Не, викат дека правило се криминал со реката што се прави со тие работи. Добро. Па 3 мандата имаше 3 пати градоначалници од СДСМ. Они камен не поместија за градот. Не поместија на котко од тука до тука. И они ќе ми кажуваат мислеле они за државата. Кажаа си они што мислат, живи луѓе да јадат, друго ништо. И сега божен списокот, божен во, па секогаш комисијата, главните се од СДСМ и секретари 10.300 евра плата зимат. Така, добро, благодарам на јавањето. Еви, таа теза има дека во комисијата, Државната изборна комисија има кадри на СДСМ, зашто не го прочистиле. Еви, забелешките што ги кажа, гледаш. Тоа се тези кои што постојано се во политичките препукувања помеѓу двете партии ги има постојано. Да, значи сакам да само еден коментар на она што искоментира почитуваната гледачка. Јас во 98 година сум имал 13 години. Ниту сум упропастувал фабрики, ниту сум владеал, ниту сум бил власт, ниту сум можел да бидам тоа. Затоа во овој момент сакам да направам нешто подобро и за граѓаните на Република Македонија со овие идеи што ги имаме како партија, меѓутоа и со енергијата, со желбата да дадеме свој придонес, бидејќи имаме многу млади луѓе и природно е во една нормална демократска држава да се и променуваат властите. Тоа не е ништо страшно доколку се промени власта, затоа има избори на 4 години, да дојдат свежи, нови луѓе со нови идеи, да го дадат својот придонес, па доколку народот процени, ништо страшно не е доколку се повторно загуби таа власт од Орена. Значи, СДСМ ни СТАП, ни ОРАФ немало рака до 2006-та, Социјалдемократскиот сојуз баш поради тоа, затоа што не владееше со СТАП,
на најфер и најдемократски избори, тогаш ги загуби 2006 година изборите, тогаш тоа раководство и таа гарнитура која што беше во СДСМ. И нема ништо трагично во тоа. Проблемот е што луѓето мислат дека е многу трагично доколку Никола Груевски ја загуби власта, а ќе биде најсреќната околност за сите овие граѓани кои што зборуваат. Ја верувам дека и гледачката не е се најдобро во животот и дека и таа има проблеми дома, како што секој има, и дека и таа сака да, како и секој друг, младите да остануваат дома. Сите сакаме да имаме една просечна плата која што ветуваме од 29.000 денари, да ја вратиме средната класа во една фамилија да има 50.000 денари минимум, за да може да биде средна класа, да живее подобро. Тоа се некои од идеите за кои што размислуваме и тоа не е ништо лошо, ниту трагично, ниту има врска со 93-та, ни 95-та, ни со фабриките, ни така натаму. Да не зборуваме за одреден друг период на ВМРО-ДПМН, затоа што влегуваме во една спирала. Јас сакам да зборувам само за иднината, така, интересно е ова што кажавте и ќе вклучиме уште еден гледач, коментар на него, па реклами, а може би после рекламите, меѓутоа интересно е ова. Навистина партиите живеат помалку со тоа во минатото, а голем дел од луѓето млади сега се тие кои што тоа време него ни виделе, ви сакат едноставно, не ги интересира како било тогаш, сакат подобар живот сега. Одиме со уште еден гледач, добро вечер. Добар ден, најпрво би сакала да ве поздравам вас во студијето. Благодарам. Ја следам емисијата од самиот почеток, видов дека темата се однесува на тоа што Социјалдемократскиот сојуз планира во идни. Да. Јас би сакала до гостинот да го прашам дали мислат ли стават крај на оние непродуктивни трошења кои што се прават за споменици и сето тоа да го инвестираат во капитални објекти што би довеле до реални вработувања на младите. Бидејќи сме сведоци дека нашата младина, меѓу кои дел од нив сум и јас, постојано размислува да се исели надвор од државата, не ја гледа својата екзистенција. Пред малку ве слушнав и дека поставивте прашање дали за новите мерки. На младината не се потребни некои пролазни мерки кои што се остават во 20 денари за билет за превоз, а јавен превоз во Штип воопшто не ни имаме, значи се размислува само за Скопје и за ниту еден друг град. Зборуваме за изградба на студентски градови, студентски објекти во Скопје, никој не размислува, има ветување за студентски град во Штип, не е реализирано ништо од тоа, значи постојано се вртиме во круг. Вчера слушнавме дека и секој ден се отварале по 600 нови работни места. Да ми кажат каде да се обртам да побарам и јас вработување, бидејќи од моето дипломирање 5 години седам без работа. Така. Добро, благодарам многу на јавувањето. Режија, мислам дека добро е да одиме прво со блокот реклами, затоа што со одговорот може да го надминеме терминот. Одиме со реклами и се враќаме со одговор на ова прашање кое што го постави нашата гледачка. Беше интересно, практично, како, бидејќи треба и да се гради, треба и да се инвестира, како непродуктивните трошења да се следат. Одиме прво со блокот реклами, се враќаме со одговор на гледачката. Најниски цени во маркетите на Китго. Павлака вкусно 19 денари. Мајонез вкусно 89 денари. Чаден свински врат Глобус 276 денари. Свински пршут слайс 76 денари. Макарони Гондола 39 денари. Чоколадни бананки Дона 32 денари. Пиво Наше Македонско 60 денари. Детергент Мерикс 3 кг со гратис мер 210 денари. Маркети Китго. Круасаните 22 карати, од сега и во Македонија. Круасани 22 карати, извор на незаборавни вкусови. Круасани 22 карати, не само за почеток на вашиот ден. Насмевнете се секој ден со круасаните 22 карати. Круасани 22 карати, љубов на прв поглед. Технички преглед, сервис и регистрација за комплетна доверба во вашето возило. Сдружение на возачи, зашто сигурноста нема цена. Од 25 јануари до 10 февруари, цели 22 срекни денови во Марвел. Попусти до 60% на твојот совршен пар. Кај нас сами го бирате вашиот попуст. Ве очекуваме. Стара чаршија, Штип. Марвел. И оваа недела неверојатно ниски цени во туш. Орис Рефус 49 динари за килограм. Кравјо сирење туш 199 динари за килограм.
Пилешка паштета овако 22 динари, закупен втор производ 70% поевтино или само 6 динари за парче. Пилешка крем супа 24 динари, закупен втор производ 70% поевтино или само 7 динари за парче. Туш, каде добрите нешта чинат помалку. Нутини, најдоброто од мајката земја. Во тек е изградбата на моментално најлуксузно деловниот стамбен простор, Порта Пролет во Штип. Објектот се издига на стабилна новоизведена подлога по проект на Градежен институт на Македонија и експертиза од доцент доктор Јосиф Јосифовски од Градежен факултет, која воедно е зголеми стабилноста на соседните објекти кои се изградени на растресито и нестабилно земјиште. Вградените највисоко квалитетни материјали може да се забележат на лице место, пошто оваа зграда се разликува од останатите. Големата количина наставена арматура и високи марки на вграден бетон ја прават една од најасеизмичките згради во регионот. Доколку сакате квалитет, економичност и луксус во едно за трајно решение, не чекајте, контактирајте ме. И после 20 години се уште со вас. Се уште наевтини и најснабдени. Во Штип на 2 локации, центар и во населбата 8 ноември. Маркети Зендолино, дел од животот на многу генерации. Најбрзи, најточни, најсигурни и најниски цени за сите континентални и интерконтинентални летови. До Америка, Австралија, Канада, Африка или било каде во Европа. Летајте во организација на Медитеран. Каде и да сте во светот, најблиску до дома ќе видите со Медитеран. Медитеран, членка на асоциацијата АЈАТА, најдобриот гарант за сите летови. Добре дојдовте. Најголемиот, најснабдениот, најефтиниот мегамаркет во градот ве очекува. На 5000 метри квадратни и собствен паркинг со над 100 паркинг места. Елкос Груп. Елкос Груп. Се на едно место. Храна, пијалоци, електрика, бела техника или пак гардероба. Елкос Груп, каде купувањето носи насмевка. Онака како што кажавме, веќе имаме и гледач, но ќе почека малку да одговориме барем на претходната гледачка и тоа во делот на вели како СДСМ мисли да ги намали непродуктивните трошења и сето тоа да отиде во можности за овозможување нови работни места. Што е изгледа и најбитната работа, многу битна. Социјалдемократскиот сојуз има направена одредена анализа во која што знаеме дека од 350 до 450 милиони евра на годишно ниво се трошат народни пари од буџетот пари за непродуктивни трошења или за одредени корупции и така натаму и така натаму. Ние велиме дека тие пари се сосема доволно, меѓутоа ќе издвоиме и од другиот дел од буџетот кој што останува за помагање, за субвенционирање на приватен бизнис сектор, на странските инвестиции, меѓутоа ќе ги порамнеме странските и домашните инвестиции. Нема да дозволиме ова што се случува денеска, на 7 компании странски се дадени 56 милиони евра за да влезат и да инвестираат. Тоа доаѓа дека за едно работно место да отвори една странска компанија, државата дава 22.000 евра. Тоа е премногу и ја мислам дека спротивно на ова што го дава оваа влада на домашните компании, мали и средни предпријатија, на годишно ниво издвојува од буџетот 200.000 евра за 70.000 мали и средни предпријатија. Ние велиме странските компании ќе ги поддржуваме, меѓутоа исто толку ќе ги поддржуваме и домашните. Тоа значи дека 50 милиони евра, од 200.000 евра на 50 милиони евра ќе ја зголемиме помошта во првата година од владењето за малите и средни предпријатија, да можат и тие да бидат еднакви на пазарот на трудот. Да не странскиот инвеститор кој ќе дојде да му направиме пат, да му изградиме објект, да му субвенционираме давачки за вработените и да дава 9.000 денари плата.
Меѓутоа, што сакаме да добиеме покрај тоа? Субвенционирањето од страна на државата не значи само голо субвенционирање и профит на тој бизнисмен, тоа значи дека ќе го врземе да дава повисоки плати. Што значи просечната средна плата треба да биде 29.000 денари. Секој кој што ќе се согласи да добие, доколку отвара фирма со 1 милион евра, гради фабрика, државата ќе субвенционира 700.000 евра и ќе му помогне, ќе биде малцински партнер во таа компанија, кога ќе биде спремен тој бизнисмен, може да си ги откупи и остатокот од акциите, меѓутоа тој ќе биде доминантен собственик, меѓутоа ќе го обврземе, бидејќи му даваме помош, средната просечна плата во неговата компанија да биде 29.000 денари. Така се работи за граѓаните и за установувањето на младите. Едно од нашите говорите за домашните инвеститори. За домашните инвеститори, така. Доколку има заинтересирани, ја знаеме дека има, ќе им ја даеме шансата, меѓутоа не како што се случува сега со странските, поминуваат 10 години период кој што им дава субвенции владата и заминуваат. Еве една веќе замина од Скопје, од индустријската зона во Скопје и што остави пустош. И многу други така заминуваат, меѓутоа најжалното и најтрагичното е што дава 9.000 денари плата. Кој го има ќарот од 9.000 денари плата? Тоа е мизерно и не треба да разговараме за тоа. Мораме да дадеме шанса на овие луѓе да живеат подобро, да живеат достоинствено и затоа граѓанинот сакаме да го доведеме на пиедестал, да живее достоинствено, да се бори за својот живот, да се бори за работното место, меѓутоа да добива и една нормална, достоинствена плата и да го вратиме полека во средната класа. Се согласувам дека непродуктивните трошоци целосно ќе ги укинеме и ќе ги нема да постојат, бидејќи државата е на стаклени нозе, во една тешка, лоша ситуација и веднаш како по преземањето на власта ќе почнеме сите непродуктивни трошења да ги пренасочуваме не за споменици, туку за и за инфраструктура. Кога инвестирате во инфраструктура, 1000 километри локални патишта велиме ќе инвестираме. Тоа значи подобар живот за граѓаните. Во 21 век одиме по селата, живеат во кал, без канализација, без водовод. Тоа е жално и трагично. Така. Одиме со гледачот кој што не чека и чекам информација од режија, уште колку време имаме до крајот. Добро вечер. Здраво, пред се сакам да го поздравам гостинот, иако се најавуваат и по 600 вработување на ден, сепак невработеноста на младите е висок и првична желба на младите за жал е да ја напуштат државата. 10 години младите се забравени, повеќе не веруваат на лажните ветувања на ВМРО и нема да дадат уште еднаш довербата и поддршката на ВМРО. Сакам да прашам кои се проектите на СДСМ за младите за задржување во државата. Благодарам. Благодарам многу, ова беше повеќе поддршка. Во меѓувреме ќе очекувам уште еден гледач, пошто веројатно и треба да завршиме полека, но сигурно. Еден краток коментар, значи по анализите што се направени, 75% од младите сакаат да заминат од Република Македонија. Во сите анкети и анализи кои што покажуваат. И драго ми затоа што се јават млади луѓе, затоа што се уште има интерес и има желба, волја да ги променат работите на подобро. Тоа е добро затоа што во опозицијата, во Социјалдемократскиот сојуз го гледаат единствено спасот или ја гледаат можноста за промена на подобро. 58% од младите се невработени. И така натаму има серија на поразителни податоци кои што не можат со ништо да се сокријат, ниту со магла сење, ниту со 600 вработени на ден и така натаму, ниту со 9.000 денари кои што ги даваат по странските компании и така натаму. Можам да кажам само дека младите сум задоволен од тоа што имаме како поддршка. Младите многу брзо ја сватија ситуацијата во која што живеат и гледаат дека веќе е ризично вака да продолжи државата да функционира. Ние како партија сме овде сериозно застанати да подметнеме рамо, како што секогаш било овде Социјалдемократскиот сојуз и да ја извлечеме Македонија од оваа тешка ситуација заедно со овие млади луѓе кои што сега се јават и ни ја дават поддршка. Така, и уште еден гледач, последен за вечерва. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер, повелете. Ајде, поздрав до емисијата, поздрав и до гостинот. Благодарам. Го слушам неговите изјави што ги дава и би сакал да кажем еден свој коментар. Добро. Значи, ако се зборува дека ВМРО ДПМ направил пустош, само треба да го подсетиме господинот дека истински пустош во Македонија направиме со приватизацијата во времето кога владата е водеше Социјалдемократскиот сојуз, кога 200.000 луѓе остана на работа. Истовремено да подсетиме дека во овие 9 години, 10 години владење на која води ВМРО ДПМ, вработени се 120.000 нови луѓе. Сакам да прашам,
како мисле да ги да враќаат пари, што како што кажува, со кои луѓе тоа ќе мислам го прави, кога се знае дека председателот на неговата партија е човек кој е аболициран за криминал од 8 милиони евра во врска со Глобал, или со експлицитното видео во кое се гледа како дали со вице, со помош на вице се планира да се вратат тие така наречени милиони кои ги збори. Значи, треба прво секој пат да тргнеш од себе си, да се погледаш себе си, а потоа да збориш за другите. Затоа што сакам да кажеме на работа како се гради. Владата предводена од ВМРО ДПМН го поведе најголемиот инвестициски циклус, посебно на патиштата, во инфраструктурата, се градат одеднаш два автопата. Сонот на Штипјани да се поврзе со главниот град се остварува после 70 години. Автопатишта се градат и во другите делови во Западна Македонија. Во меѓувреме во Штип се смени структурата на градот со изградата со формирањето на универзитетот Гоце Делчев. Значи, илјадници млади луѓе кои немаше да може да студираат тука, го ја добиваат својата острученост и се вклучуваат во работењето на компаниите. Оформирана е индустријска развојна зона, во која меѓу другите и Джонсон Контрол и вашиот гост може да праша дека платата не е 9000 денари, да не испадне малку повеќе, многу... Така да не се точни тие работи. Сакам да кажам дека во Македонија со компаниите што се донесуваат, значи не се напаѓа приватниот сектор во Македонија. Значи, напротив, се носат компании од автомобилската индустрија или кои се поврзани со автомобилската индустрија и се врши промена на стопанската структура преку овие компании. Исто така, со новите мерки кои се однесува за младите кои што се зборува, иселувањето кое се прави, за кое се зборува, за мене со многу нападен тон, затоа што процесот на иселувањето на луѓето не е само за Македонија, исто и во Бугарија. Во Бугарија над 1,5 милиони луѓе се исели од Бугарија кога влезе во Европската унија, или во Хрватска, или во Румунија. Единствен начин е со отворање на нови работни места. Така, право сте. Ви благодарам на Ивањето да имаме време, бидејќи ќе немаме време да одговориме, завршуваме и во право сте, да, и тоа е феномен и после влез во Европска унија уште полесно бегаат младите. Добро, да прокоментираме ово што го кажа нашиот гледач. Прво беше како мислите да ги вратите, да се враќаат нели тие пари и забелешките дека сепак во Штип се случувале работи кои што го смениле на некој начин ликот. Така, значи, можам да кажам дека апсолутно не се согласувам со одредените тези, иако се демократско право секој да има свое размислување и да си го каже својот став. 120.000 луѓе не да не вработиле. Може би избришале од списокот кои што биле вработени и со бришање од списокот на невработени може да се дојде до таа бројка. И јас можам да кажам дека 626.000 луѓе ја напуштија Македонија. И покрај тоа треба да мижеме и да кажеме дека е добра ситуацијата, дека мајка со ќерка и со син се гледаат на Skype и си кажуваат како живеат. Тоа ли е доброто, тоа ли е еднината на Република Македонија? Не се работи овде за СДСМ или за ВМРО ДПМН. Ако ВМРО ДПМН добро владее, нека продолжи да владее. Меѓутоа имаме поразителни податоци. Или странските инвестиции се добри на Субрата Рој, кој што дојде белосветски измамник да ни кажува дека владата да се слика со него и да ни кажува дека ќе инвестира во предизборен период не знам колку милиарди евра, дека менја урбанистички планови на Охридско езеро, во заштитени подрачја. Ршум направи во државата, за да тој си отиде после неколку месеци да дојде на виделина дека тој едноставно бил осуден за во затвор заради одредени негови криминали. Со такви странски инвеститори најголем дел си имаме работа. Секоја чест за оние кои што може би земаат поголема плата во овие компании, меѓутоа реалноста и анализите го покажуваат сосема спротивното. Јас не се согласувам дека е добра ситуацијата во државата. И се согласувам дека мораме да ја променуваме на подобро. Социјалдемократскиот сојуз ќе изгради клиничка болница во Штип, не како што е ветува од 2006 година ВМРО ДПМН, а не ја нема никаде. Ќе изградиме браната на река Отиња, која што е
еден од клучните проекти за Штип кој што е сон на Штипјани со години најавуван, меѓутоа никој не стигнал, не смогнал сили тоа да го направи. Ќе изградиме студентски дом што ќе значи почеток на формирањето на студентскиот град Штип, на еден вистински центар на Источна Македонија. Не само институционално да кажеме дека имаме универзитет, меѓутоа реално да имаме универзитет кој што ќе биде гордост за Штип и за Штипјани, кои што ќе ги примаме овде да студираат не само млади луѓе од Источна Македонија, туку од цела Македонија и од регионот. Патиштата, можам да кажам дека ќе потврди и гледачот дека после 10 години се возиме по истите стари автопатишта, преполни со црни точки каде што ни гинаат луѓе. И затоа можам да кажам дека после 10 години нема пуштено повеќе од 7 км автопат. 7 км од Табановци до Куманово, единствениот пуштен автопат за време на ВМРО-ДПМНЕ, 10 години. За 4 години Социјалдемократскиот сојуз ја изгради обиколницата околу Скопје, која што е 26,7 км. Вистински автопат кој што го растерети Скопје. Тоа е разликата од СДСМ до ВМРО-ДПМНЕ. Не можеме да ги споредуваме 10 години со 4 години. Меѓутоа и кога ќе ги земеме така, се гледа дека имаме многу повеќе направено. Веруваме дека во наредниот период и сме убедени дека имаме капацитет и дека ќе направиме многу повеќе. Патиштата ќе ги изградиме, коридорот 10 кој што е многу важен и уште една работа која што можеби гледачите не ја знаат е дека коридорот 4 кој што поминува од Романија преку Бугарија до Грција е најсериозната опасност да биде заобиколена Република Македонија и коридорот 10 кој што е од Табановци, од Куманово до Гевгелија. Што значи неактивноста на ВМРО-ДПМНЕ, на оваа влада, на ВМРО-ДПМНЕ во изградба на патиштата, односно неколку делници на овој коридор клучен за Република Македонија и останувањето на црни точки во тој коридор, значи Бугарија веќе го прави патот Софија, да кажете. Да, Софија Благоевград ќе се поврзе до Солун, што значи голема, огромна опасност Македонија да биде заобиколена, да биде црна точка. Но се најавува ВМРО-ДПМНЕ, еве Смоквица, еве Штип, Велес се најавуваат. Се согласувам, меѓутоа е многу доцна. Ние го потрошивме времето, ги изгубивме овие 10 години во други непродуктивни трошења и проекти кои што ништо не придонесува за овој народ. Сега сакаме веднаш што е можно побрзо и преку политиката и преку изградба на инфраструктура. Уште една работа, железниците ни се во катастрофална состојба. Пред неколку дена одржав една пресконференција во која што новиот воз не функционира откако се извозе Никола Груевски. Не е во функција. Што значи дека повторно било шарена лага и сликање на Никола Груевски за маркетиншки трикови. Така, имавте таа пресконференција. Имаме уште многу проекти, присуствував пред 3 месеци во Кина, каде што се сретнав со повеќе луѓе кои што се заинтересирани да изградат пругата од Гевгелија до Табановци. Пруга која што ќе оди од Солун до Будимпешта. Ние сме заинтересирани целосно да превземеме оваа улога и да влеземе максимално сериозно во овој проект, да Кина ни изгради оваа пруга, која што и самата таа сака да ја користи за транспорт на нејните производи од Солунското пристаниште до Будимпешта. Ние сме сериозно заинтересирани, ќе излеземе во пресред, бидејќи тоа е многу скапа работа, а е придобивка и за граѓаните на Република Македонија. Затоа работиме систематски, со многу идеи, со многу напор, со многу труд, со нова програма, за да конечно ставиме крај на ова недемократско владење и да видат граѓаните како може да се владее честно, поштено и да може граѓаните да го видат, да ги видат придобивките од владењето на идната влада на Социјалдемократскиот сојуз. Да заокружиме со нешто што е ваше мислење за актуелниот политички момент. Изборите ќе се случат, дали на 24-ти, дали подоцна, ќе видиме, ќе се договараат партиите. Што ќе биде клучно во целиот овој период кој што доаѓа пред нас? Дали програмите на политичките партии, дали прочистувањето на избирачкиот список, дали можеби работата на Катица Јанева и медиумите? Да, во нормална европска земја, во Германија, можеби во Шведска, во скандинавските земји е многу важно да имате добра програма. Граѓаните ја гледаат, не е важно кој за кого гласал на претходните избори. Гледа дека денеска, ако има дете во градинка, која од партиите нуди подобри услови за децата во градинка. Ако левицата нуди подобри опции, гласа за левица. Ако десницата нуди за некој кој што во моментот му треба отворање на бизнис, гласа за тоа што е добро за него. Тоа што му треба. Да. Кај нас во Република Македонија сме многу далеко од тоа, за нас е многу важно избирачкиот список, многу е важно медиумскиот простор да се регулира, затоа што имаме истражување во кое што во 10 дена
6 секунди за Социјалдемократскиот сојуз имало позитивни коментари на Сител телевизија. Така, вчера бе објавени некои такви 12.000 секунди за ВМРО ДПМН позитивни коментари. Кога ќе ги сите тие работи изрегулираме, целиот мозаик кога ќе го склопиме, работата на специјалната обвинителка и сите останати придобивки кои што треба да се случат од договорот од Пражино, ние како партија тогаш сме спремни веднаш да излеземе, бидејќи ги баравме изборите, на такви фери демократски избори да ги добиеме тие избори. Благодарам многу на гостувањето и на одговорот на прашањата и мои и на гледачите. Благодарам многу. Тоа беше господинот Благој Бочварски, член на извршниот одбор на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и од Комисијата за транспорт и врски. Говоревме на сите актуелни теми и одговаравме на вашите прашања и се надевам дека размената на мислење секогаш доаѓа добро. Благодарам на соработката. Сабота и недела одмор, понеделник нова емисија Што мисли народот. Планот е и потврдено наш гостин да биде Ване Цветанов. Се гледаме во понеделник веднаш по првите вести на ТВ Стар.